Историјата немаше да биде дел од преговарачката рамка, ама сепак ќе мораме да ја менуваме ако сакаме напредок во преговорите со Европската Унија, а за тоа добивме и рок со протоколот кој е дел од францускиот предлог. Најдосна за 2 години ќе мораме да ги промениме учебниците ако не сакаме да добиеме нова блокада. Двете држави не покасно од учебната 2024-25 година да ги усогласат каде што е неопходно сите учебници по историја во учебната програма, така што тие ќе се одразуваат до тој момент. Постигнатите резултати од работата на комисијата во согласно со член 8 алинеја 2 од договорот. Иако власта цело време се фали со својата транспарентност во однос на спорот со Бугарија и дека се што ќе биде договорено ќе биде соопштено, сепак доколку го прочитаме протоколот не е така. Никој ниту слушнал, ниту знае што е договорено на темата Цар Самуил, а во протоколот пишува дека лекциите во однос на Самуиловата држава ќе бидат менувани. Што и како ќе биде менувано останува само да видиме, дали можеби ќе биде менувани таблата на Самуиловата тврдина во Охрид. Владата на Македонија ќе подготви и достави прелиминиран урнек на лекција за 7 одделение од образовната програма на Македонија на тема Самуилова држава во согласно со препораката на комисијата, во согласно со член 8 алинеја 2 од договорот. Покрај историјата ќе мораме да менуваме и учебници по географија, ќе мораме да ги избришеме според протоколот неоснованите етнички или територијални претензии кон Бугарија. Владата на Македонија до почетокот на учебната 2023-24 да ја промени содржината на учебникот по географија за 7 одделение заради неосновани етнички територијални претензии. Двете држави се согласија при утврдување на други случаи за неосновани етнички територијални претензии во учебници и учебни помагала, тие да бидат издадени од образовните програми и нивната содржина да биде променета. Иако власта се обидува да ја продаде тезата дека со прифаќањето на францускиот предлог веќе ги започнуваме преговорите, сепак во протоколот кој толку време се криеше јасно е напишано дека за тоа ќе мораме прво да го промениме уставот, па да ги започнеме оние реални преговори кои не се првата меѓувладина конференција што следи. Владата на Македонија се согласува следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата на отворање на преговорите за членство на Македонија да се одржи откако во сила ќе влезе измената на уставот на Македонија за вклучување на овие нејзини граѓани кои живеат на територијата на државата и се дел од други народи како што е бугарскиот народ, согласно внатрешните процедури, вклучително и уставен закон за нивно спроведување. Покрај тоа што јасно е дека нема да смееме да ги нарекуваме бугарите фашисти, сега тие ќе ни помагаат да докажеме дека биле наводни македонски жртви во времето на комунистичка Југославија. Бугарија ќе продолжи да обезбедува пристап во архивите на репресивниот апарат на бившите служби на државната безбедност од комунистичкиот период, вклучително полицијата, цивилно и воено разузнавање и контраразузнавање, со што ќе продолжи да создава јасни можности за слободен, неограничен и навремен пристап, проучување, право на употреба, публикување и институционално складирање и заштита на соодветните документи. Покрај се јасно е дека за реално стартување на преговорите ќе мораме да го отвориме и промениме и уставот, односно во него да ги ставиме бугарите. Доколку тоа не го сториме, во моментов тоа личи далеку од изворливо. По се изгледа само си поставивме нови пречки на европскиот пат, пречки кои досега ги немавме.